Значи, ојме сега прво во која? Планот беше направен, а мобилниот тим на Црвениот крст и општината Охрид беа подготвени да тргнат во акција. Додека течеа подготовките, до нив постојано пристигнуваа барања од жители на кои им е потребна помош во купување на најнеопходните намирници. Откако истите беа набавени, прва нивна дестинација беше охриѓанецот Ѓорѓе Боб Стефанија. Тој останал во својот дом, почитувајќи ги препораките за заштита од коронавирусот. Купија сите продукти за исхрана, почнувајќи од леп па да завршувајќи до сите други производи. Децава ја вршат целокупната функција и целокупната работа што требаше јас да ја вршам со напори. А вака ми е многу лесно. Се јавувам, отма идет, отма снабдевет и немам коментар. Од аптека работат, па до игла до локомотива купуваат. На терен се 3 екипи на волонтери и вработени во општинската администрација за подршка на постари, изнемождени лица, хронично болни, лица со попречености и самохрани родители. Тие беа формирани после насоките за заштита и превенција од новиот вирус. Граѓаните кои имаат потреба од ваква услуга, единствено што треба да направат е само да им се јават. И во зависност од локацијата се упатува тимот, се врши набавката и се доставува на домашна адреса, секако со соодветна заштита на самите тимови. Да, самите граѓани си ги обезбедуваат средствата за потребните намирници. А тоа се однесува на набавка на намирници за домашни потреби, набавка на лекови, припишување рецепти кај матичен лекар и слични такви неопходни работи. Доколку имаат потреба за уплата на сметки, упати или вчера имавме случај исто за инсулин, така да во секое време сме достапни за граѓаните на општина Охрид. Доколку имаат потреба, а пошто не смеат ни да излезат, и банка и ред работи можеме да им извршиме уплати. Не препознаваат и не бараат, имаме повици. Тие порачуваат граѓаните да ги ограничат непосредните контакти и движењата надвор од домот и наместо да излегуваат, да ги побараат нив. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.